Добар ден и среќен ден на Владо Павлов. Ова мое вклучување во живо е повод одредени активности кои што, верували или не, докажуваат за нашата македонска негрижа, докажуваат за раздорот кај нас македонците, докажуваат за нашата себичност, докажуваат за нашата љубомора, докажуваат за правење на паметни, и тоа е еден голем горчлив проблем на денешницата кој што е поврзан со нас македонците. Најтешко е да бидеш македонец во својата Македонија. Почивај во мир и горјук. Немам повеќе зборови за се она што се прави со оној кој што си ја сака Македонија во Македонија и низ кој поминуваме ние трауми, стресови, депресии, за да на крајот овие чоколадо деца кои што газат се пред себе под капата на длабоката држава, а длабоката држава во Македонија е колку да им е криво и колку посилно да ударат брз Владо Павлов, е 2% кои што се примарни терористи на сметка на 98% ние останатите, на кои што поголемиот број од нас скапо и дебело ја продаваат својата собствена кожа за нивни, а за нас други и туги интереси. И тука околу сето на кое што утрово го добив, каде што и последните мигови биле во затворот во Прилеп и пуштањето дома на роден ден ке својата керкичка, нека остане онака, без зборови, затоа што многу е бедно, македонци мои. Пред тој кобниот или пред последното илиндеско предвремено востание, Владо Павлов ги предупреди сите негови браќа со ставање карамфил во чест на мир, во чест на не на предвремени илиндески востанија ден пред 27 април во Скопје. Жално, никогаш она што го гледа Владо Павлов и секогаш стоел да помогне, об многу паметни доваѓавме до вакви ситуации, до сето оно што се случува денес. Може би некој не сака да си признае, но јас јавно и гласно ќе кажам дека државата
во сенка или длабоката држава во Македонија е влашкото лоби. Затоа и неколку дена ова недела упатував повик до големиот адвокат да даде бесплатни услуги на фамилијата, на родителите на починатата Фросина. Јас знам и милиони евра да му се дадат, тој нема да прифати. Но она што го правев во интересот на вас, да видите каква длабока држава во сенка има во Македонија, која што е составена од судии, извршители, нотари, јавни обвинители, лица во МВР, вештаци, адвокати кои што работат заедничко и кода више, и се тоа на што значи беда и врв на едно зло, пепел, го живееме ние македонците денес. Затоа што ако не припаѓаш нова служба, нова држава во сенка, ти си никој ништо, ти си уништен човек, затоа што не можеш да бидеш ниту премиер Тино, ниту министер во МВР Тошковски, и предходно Зоран Заев, и опозит Венко ли беше, Филипче ли беше, и затоа ќе живееме вака во ово општество и еден по еден ќе не снемува како тоа што се случи со нашиот брат Игор Јук, само поради тоа што Македонија на вистина треба да има Че Гевара со 2 пара јајца за да го уништи ова зло кој што има за цел преку Македонија да дојде до создавање на Румелија, на голема Влахија. Оние кои што ме предупредуваат да не ги споменувам, јас ги поздравувам и сакам да се гледаат за себе, и јас, ако би бил со нивното име, може би ги послушал. Но јас сум Владо Павлов и ќе останам тој, како што ме знаете сиве овие децении, без влакно на јазикот и без пардон. Со моите зборови, влашкото лоби не е Бог. И нека тера, затоа што врвот на темнината и кулминацијата на таа темнина завршува многу брзо, а тоа значи почеток на светлината, па тогаш ќе ги прашам сите нив, и кога споменувам влашко лоби, не споменувам само за Македонија, туку тоа го споменувам на целиот Балкан и нивните центри Букурешт и Белград. Македонија дефинитивно е вардарска бановина и е дадена под капата на Белград. Од тука секој од вас може да дојде до заклучок зошто им треба вардарска бановина и дали со помош на вардарска бановина повторно враќање на оние стари граници ќе помогнат на Грција и на Бугарија, затоа што Букурешкиот договор од 1913 година не е валиден
македонци мои, бидејќи една од потписничките во случајот Србија го поништува договорот и ние денес сме Република Македонија. Со второто заседание на АСНОМ и по автоматизам териториите на Грција одземени од Македонија и териториите во Бугарија одземени од Македонија треба да се вратат во границите пред 1913 година. Бидејќи Букурештскиот договор повеќе не е валиден, некој побрзува да го прави сето оно што го знаете вие под капата на нашите сограѓани албанци и власи кои што учествуваа во за и бойкотирам и кои што имаа за цел да го променат името Македонија. Но да се вратам и да му аплицирам на големиот Агим, кој што во вчерашното излагање негово кај Бетмен од паметувањето на македонците, Бетмен не знаеше да му одговори, затоа што ние од нашата себичност, од нашата љубомора, од нашето паметување дека јас сум поголем од тебе, тој е поголем од него, Агим ќе си плива низ ова вода и ако треба и ќе ги помножи со нула, затоа што некој со децении уназад објавува, кажува, ама тоа не му одговара на никој македонец, па ниту ни на Бетмен, затоа што нели ние сме најголемите, кој е тој Владо Павлов или некој друг, ама затоа Агим и ги помножува со нула сите оние кои што се прават тоа што не се и газат низ мртви лешеви, ама на крајот сите ја гледате казната. Животот на македонците е најтежок во Македонија. Овој мој увод е во чест на братот Игор Јук, а сега да се насочам кон она и да му реплицирам на Агим Јунус за некои работи кои што го помножи со нула Бетмен. Извини Бетмен, може би ќе те погоди ова моје вклучување во живо, но гледајќи емисијата сакам да те оправдам, затоа што пред Агим си многу неук. Еве зошто. Со излагањето на Агим Јунус ние видовме поврзаноста на Грција, на хеленистичката култура и со нашите сограѓани албанци во Македонија. Тоа не упатува сите да знаеме дека хеленистичката култура е култура која што е божество и на албанската популација, која што прво учествува за промена на името во Северна Македонија. Како најпрво, почитуван Агим Јунус, наш сограѓанин од албанска националност, мој сограѓанин италијанец, не римљанин, затоа што матичната држава на нашите сограѓани од албанска националност им е од денешна Италија, од пленството на етурците. Како најпрво почитуван италијанин или римјанин Агим Јунус, Скопје не се наоѓа во Пеонија или во Паонија. Скопје припаѓа на Дарданија. Скопје е градот Јолк, главен град
на Дарданија, мој почитуван сограѓанин Аги Мјонус, италијан, односно римјанин. Затоа што албанските планини во минатото, сите знаеме каде биле, на територија на денешна Италија, на 40 километри од Рим, каде што создавањето на древното Римско царство од римски императори кои што имаат крв и се вкрстени со дарданците од Балканот, на кој што главен град Аги Мјонус, мој сограѓанин албанец, тој е италијанин или римјанин, е Скопје, а територијата на Дарданија била Скопје, Тетово, Косово, Медвеđа и Прешево. Вкрстувањето на римските императори со дарданската крв од ово поднебје, заедно со влахо-албанската крв, го создадоа Август Октавијан, Нерон, Калигула, а после нив дојде до создавање и на последното царство на земјата, тоа е Ватикан. Така да Скопје, Аги Мјонус, територијално во минатото не припаѓа на Паонија или на Пеонија, туку припаѓа на Дарданија. Ова Бетмен не го знае и не можеше да му реплицира и не му наоѓа мана, затоа што дојдено е времето да не паметуваме многу, дојдено е времето да ја кажуваме вистината, и ако Владо Павлов ја кажува вистината, Бетмене треба да се прифати. А јас во ова моје видео со ова кој што го правам во интерес твој и во поглед на правдата и вистината, ќе продолжам и понатаму со многу други докази на мојот сограѓанин од албанска националност Аги Мјонус, нашиот италијан, римјанин, да му се представам со оно што тој во вчерашното гостување кај Бетмен кажа многу вистини, што морам да признавам, ама немаше некој кој што можеше да му се спротистави, за да тие вистини кои што само ги започна, а не ги доречи, а се во интерес да биде на хеленистичката грчка култура, на кој што е засновано и нивното римско царство, римјаните, а денес и цела западна цивилизација. Така да Аги Мјонус, главен град на Дарданија, е денесно Скопје, кое што е древниот град Јолк, од каде се започнува уништувањето на големото Дарданско царство за време на големата Тројанска војна. Микенците и тие пајонци кои што ти ги спомена синоќа италијанин Аги Мјонус, мој сограѓанин од албанска националност, овде ги кршат првите копја во денешно Скопје, од каде што подоцна кренуваат и се протестувуваат на цела Дарданија, Косово, Медвеđа, Прешево, Тетово и продолжуваат до Авола, каде што била исто така престолнина на дарданците и каде што била Тројанската војна. Второ, Александар Македонски е агријанец, точно и од господарите, точно е Аги Мјонус дека овде била Пеонија или Паонија, ама неточно е дека Егејска Македонија италијанин, мој сограѓанин од албанска националност Аги Мјонус, била на територија на денешна Грција. Кога веќе ја споменуваме Аги Мјонус, Паонија или Пеонија, треба да ја споменеме и Есонија,
ама треба да споменеме и Тракија, ама треба да споменеме и Дарданија. Значи, треба да се вратиме во времето пред создавањето на Македонија или во времето пред да се роди Македон, од кој што ние го имаме денешното име Македонија. Јас сега би ме прашал вака: господине од албанска националност, мој сограѓанин, италијанин, римјанин, како сака да кажете, Агимјонус, Пелагонија денешна е на територија на денешна Македонија. Ве молам, македонци, слушајте ме внимателно, затоа што од паметувањето кој е поголем од нас, македонците еден од друг, така ќе остане да виси во воздух и ќе го помножи со 0 Агимјонус Бетмен, затоа што одредени вистини кои што ги спомна Агимјонус не беа доречени. Значи, денешна Пелагонија е на територија на Република Македонија. Денешна Република Македонија граничи со Грција. Ако после 1000 години територијата во денешна Грција се премести и го доби името Пелагонија, дали Пелагонија била во денешна Грција, македонци мои? Слободно прашајте го Агимјонус. Што сакам да ви пренесам? Сакам да ви пренесам дека Агимјонус точно е во право дека Македонија денеска не е представена во Грција. И се согласувам со мојот сограѓанин од албанска националност, италијанин, римјанин, како сакате кажете го, затоа што нивната матична држава е денешна Италија. Тоа е прва територија. А втора територија, кога се приклучуваат на ермени во потрага по обното руно на Кавказ и ослободувањето на Прометеј, да ги вршат споредните работи, логистиката на пајонците, микенците, остануваат околу Кавказ на територија на Дагестан и Казахстан. Овде се затечени со битката на Иса, каде што се во војската на Персија. Вака требаше да се спротиставиш на нашиот сограѓанин Агимјонус Бетмене. Затоа што во 1018 година, за да ги потпунат византиските сили, доаѓа второто преселување на Балканот од албанската националност од територија на Дагестан и Казахстан. И тука се гледа за братската врска помеѓу власите и албанците, дека се браќа по крв. Но, моја цел е друга. Ќе одиме со камен по глава на Агимјонус. Тврдењето на Агимјонус дека Македонија е на територија на денешна Грција и дека таму е создадена е невистинито. Точно е дека Македонија има дел и од Грција, ама не и дека таму е создадена. Агимјонус многу добро кажа: доле е Македонија, овде е Пеонија. Точно е, Агиме. Потпуно си во право. Ама областа е Матеја, каде што е роден Македон, и од каде по него го добивам името Македонија, е била во Паонија Агимјонус. Затоа што
пред да се примени името во Македонија, имаме Јасонија. Јасонија Агимјонус е територија на денешна Грција, каде што ти тврдеш дека овде започнало создавањето на Македонија. Ја имаме Паонија или Пеонија, кој што ти велиш Агимјонус дека овде е Пеонија и точно е. И ја имаме Тракија. Ова се денешните држави Грција, денешна Македонија и Бугарија, кои што се поврзани со Македон и создавањето на првата држава која што го носела името Македонија. Но ова Агимјонус започнало од Паонија, затоа што Македонија не постоела, затоа што името Македонија не постоело тогаш. А ти велиш дека Македонија била во денешна Грција, ние сме биле Паонија. Ова е манипулација од албанската популација. И доказ дека се многу спремни, и доказ дека се многу добро едуцирани. И вистината не ја доречуваат. Затоа јас се спротивставувам на Агимјонус и велам, кога кажа ти Агимјонус во синоќешната емисија кај Бетмен, кој што го помножи со нула, дека му е криво колку сака на Бетмен. Кога ја спомена Пеонија или Паонија, требаше Грција или требаше територијата на денешна Грција, кој што ти велиш дека е Македонија, требаше да спомнеш Јасонија, а горе Тракија. Затоа што Македонија, кога постоела Паонија, не постоела во времето на денешна територија на Грција. Се разбира името, а народот бил ист. Бидејќи територијата на денешна Грција, Македонија и Бугарија во тој временски период гаеле иста култура. Имале исти или слични имиња. Збореле исти или сличен јазик. Ама кога дојде албанската популација или римјаните или италијаните денешни, иако на Балканот, ајде во Грција, Бугарија, денешна Македонија, Србија, сите ние седнеме на една маса и сите ние зборуваме на нашиот мајчин јазик, а и вие зборувате италијаните, не верувам дека ќе ве разбереме ние. А додека ние меѓу себе се, сите ние разбираме. И затоа вашиот јазик е многу близок до францускиот и до италијанскиот, па и до шпанскиот. Каде што ако дојдам јас на територија во Италија, со некој мој сограѓанин од Македонија да зборувам македонски, а вие од ова поднебе да бидете заедно, нема да ме разберете никој што ќе зборувам јас. Тоа значи, господине Агимјонус, кога веќе ја спомна Пеонија, требаше да кажеш и да се водиме со факти и аргументи дека Македонија, првата територија на Македон е областа Ематеа, Ематеа била област во Пеонија. Што значи дека кога започнало создавањето на Македонија во Паонија, таа Македонија кој што ти Агимјонус велиш дека е на територија на денешна Грција била Јасонија. И ниту еден не е кажал и не е објавил, не е пишал Агимјонус дека Ематеа е била во Јасонија на територија на денешна Грција или во Тракија на територија на денешна Бугарија. Затоа македонците се многу паметни, дочитат, прочитат и на крајот филозофират и едни меѓу други се јадиме. Затоа Агимјонус секојот и чест го помножи со нула Бетмен синоќа да не знае кај му е глава, кај му е дупе. Тука е таа врлина на македонците, затоа што еден на друг се љубоморат, еден на друг се прават паметни, еден на друг изиграват Владо Павлов и на крајот кога ќе дојдат во тесно не знаат да се извадат. И таквите како Агимјонус ќе ги помножуваат со нула. И на крајот го завршувам ова мое вклучување во живо со факти и аргументи. Да, Јонус, во право си дека македонштината е стабилизирана во Солун,
Ама кој Солун? И каде се подпунени, каде се византиските сили од Дагестан и Казахстан? Во битката на Солун, во битката на Терма. Ама тај термален извор и базен не е доле на територија на Јасонија? Повторно е во Ематеа, а тоа е градот Штип и Бела Кочани. Тоа значи дека ние имаме потпуно право да бидеме македонци, независно дали ова вистина што Владо Павлов ја дебатира повеќе од 15 години, а никој не сака да ја слушне, па затоа Аги Мјонус ќе го помножува со нула и ќе брише масата во синоќешната емисија со Бетмен, бидејќи не знае да му одговори. Стожерот на Македонија е Паунија, Аги Мјонус. И потпуно си управо кога кажа дека ова територија е територија на Паунија. А не ја спомена Јасонија, која што е територијално припаѓа на денешна Грција, без Егејска Македонија која била под вода. Епир Тесалија.